го слуша вашиот говор и почнавте со слични зборови како и вашата министерка, која што после излагањето не го задржа интересот и фокусот да ги слуша проектите кои што се од голема важност за граѓаните. И токму така дека ребалансот треба да биде план и конструкција на финансиите за до крајот на годината, но за вашето владење и за вашето функционирање можеме слободно да констатираме дека вие работите без план, затоа што имавте најголем буџет мегаломански за 2019 во историјата на Република Македонија, за да сега имате кратења во скоро сите области со ребалансот кои што се од суштинско значење на граѓаните. Па така имате кратење од прилика 50% на средствата за водоводни мрежи, а како што кажав и на амандманската расправа за финансирање и буџет, дека парадоксално е навистина во 21 век да разговараме за вода, а бевме сведоци дека и повеќето од амандманите кои што пак беа поднесени дека се однесува за водовод. Кратите 50% од средствата за канализациони мрежи и одводни канали, а знаеме што се случуваше во Газивоба кога имаше поројни дождови и кога имаше катастрофална поплава во 2016. Затоа пак имате зголемување на средствата во фондот за иновации, каде што имаше делење на пари на тендери под сомнителни околности на лица блиски на владеачкото мнозинство. Имате зголемување на средства во МАНУ, и тоа всушност представува награда за нивното молчење и немање став околу промената на името на државата. Точно имате зголемување во капиталните дотации на ЕЛС за животна средина и тоа требаше да ви биде приоритети. Загадениот воздух, токму така треба да се насочите тие средства во животна средина и будно ќе ве следиме за сите постапки и мерки што ќе ги преземете за да се намали загадувањето во државата. И навистина, се што зборувавте, затоа што вие дојдовте со една кампања лажна за против загадувањето, шетавте по улици со маски, а сега во ова време не ви ги гледам маските и не шетате по улици, затоа што се што зборевте пред избори, сега за тоа вас не важи. Благодарам.